Па иако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Ова е можеби најпознатата изјава на Стево Пендаровски, актуелниот шеф на државата, кој речиси целата кариера ја мина живејќи од државни пари. Во државниот сектор започнал како аналитичар во МВР, па потоа 5 години шеф на кабинет на директорот на БЈБ Диме Ѓурев, па за време на воениот конфликт портпарол на МВР, па советник за национална безбедност на поранешниот председател Борис Трајковски. За време на референдумот за територијалната поделба беше прв човек на ДИК, па му беше советник на уште еден поранешен председател Бранко Црвенковски, беше и член на дипломатскиот совет на СДСМ од 2010 до 2014 година, за потоа веднаш да биде кандидат за председател, поразен од Ѓорѓе Иванов, па да победи во 2019-та, човекот кој често знаеше да ги навредува обичните луѓе. Снеме качуваат у комбиња, као стока. Зошто луѓето таму се собрани во Бачино? Има мандат зад себе во кој Македонија стана членка на НАТО, но и мандат во која прекрши својата главна кауза нема правда, нема мир, со тоа што ги потпише измените на кривичниот законник, се правдаше дека судиите и обвинителите имале премногу време за одлучување. Зошто 8 години од кога се отворија првите најголеми случаи, предпоставени на ниво на обвинение, до сега никој од тие луѓе не отиде во затвор. И се овие што се критичари на измените на кривичниот закон, велат да, па малку е 8 години. Колку треба да им дадеме? 28, за да ги завршат постапките. Кога е меѓународната политика во прашање, Пендаровски често пати си го погази својот збор, додека беше во опозиција, кажа дека не постои нормален човек кој би гласал за промена на името. И сите слободарски граѓани, колку год да звучи како фраза, душата ќе му извадат на тој што евентуално би го потпишал тоа. Нема да го остат у таа фотелја у која е. Значи ја не се сомневам, мислам дека шанси нема за такво нешто, али ако има, во интерес на нашата заедничка иднина, ние мора да му земеме мерка на тој. За потоа пред референдумот за Северна да каже дека ако нема излезност, процесот за промена на името запира. Доколку референдумот не успее, тоа значи нема излезеност. Што е последицата? Процесот запира тука. Променливите ставови на Пендаровски ги имаше и во однос на спорот со Бугарија. Прво не го прифаќаше францускиот предлог, бил со цел Бугарија да не украде историјата. Јасна е намерата. Сакаат да се вратат на нивната стара теза која е срамна и која е невтемелена на ниво науката, ниво фактите од историјата, дека овдека е по 45-та направена системска дебулгаризација. Сепак работите брзо се променија по оваа изјава на 21 јуни 2022 на 30 јули 2022 по прифаќањето у цените на Бугарија да станат европски услови, кажа дека сам учествувал во пишување на францускиот предлог. Па ја ги работев сите тие документи, заедно со многу други. Францускиот предлог на крај со Макрон директно на тие 2-3 точки јас го работев. Сега има желба повторно да остане во Вила Водно, а главно ветување му е класичната владена реторика за европска иднина, но и навредување на политичкиот ривал. Незиниот партиски лидер мене ме обвинува дека ја не си ја знам мојата држава при овие факти кои ви ги соопштувам. Ја ми препорачам нему да набави GPS за неговата кандидатка. Сега во трката за председател влегува со амбиција за победа, но и самиот неколку пати повтори дека очекува пораз во првиот круг, но победа во вториот после коалиционите комбинаторики. Не завршуваме овдека, не завршуваме, имам уште песма и оросе, ајмо.